Назад во студиото, како што веќе најавивме, ќе почнеме со првата анализа за регионот и светот. На Zoom платформата веќе е колегата Дејан Андоновиќ. Дејан, добро утро. Прво ќе почнеме со она што е информација, што се случуваше синоќа во Брисел, тензично. Добро утро пред се. Првин да кажам дека ова се случуваше, оваа тензија беше вчера цел ден во Брисел, но започна завчера вечерта, односно вчера во утринските часови, кога дојде до судир помеѓу еден дел од црномореските граѓани на Брисел, кои дојдоа до полициската станица во делот од градот, каде што па претходно беше уапсен и потоа почина 23 годишниот Ибраим Бари, кој при апсење од полицијата му се слошило, колабирал и бил пренесен веднаш во болница каде што починал. Се работи за апсење на полицијата која на 9 јануари практично го апсила 23 годишниот Ибраим Бари, кој ги прекршил мерките за превенција на коронавирусот, односно се движел во време кога било забрането низ улиците на градот. Тој бил приведен и потоа, барем според изјавата на полицијата, бил приведен и однесен во полициската станица, каде нагло му се слошило, колабирал и потоа починал. Стотици негови сограѓани, би рекол црноморести, со африканско потекло, излегоа на улиците вечерта и вчера сабајле и почна, откако ја добија оваа вест дека починал, и ја нападнаа полициската станица со камења, со запаливи оние молотови коктели, на што полицијата возврати. Имаше некоја тензија од 3-4 часа, пошто таа се смири, но сепак афроамериканците таму веројатно се поистоветија со оние настани кои ги гледавме во Соединетите Американски држави, каде што нели се осетија дека бидејќи се црноморести, бидејќи се од африканско потекло, веројатно имале полош третман од полицијата, па поради тоа и починал 23 годишниот Ибраим. Ќе видиме што ќе се случува понатаму. Денеска, според последните информации во Брисел е мирно, но сепак смртта на 23 годишно дете, односно момче, е голема трагедија и веројатно белгиските власти мораат и веќе најавија дека ќе спроведат подетална истрага за тоа што се случило и зошто ова момче починало, дали имало полициска бруталност или можеби се работи за некоја природна болест од што и починал. Да одиме на другиот крај на земјата за настаните поврзани со коронавирусот. Именно Светската здравствена организација конечно влезе во Кина по речиси година дена, избра барање да го направи тоа за да ги тестира причините, изворот на коронавирусот, но еве веќе гледаме дека се појавија голем број проблеми. Што се случува поконкретно? Што се случува во Кина? Голем број, како што и самата каже, голем број на проблеми се случија. Значи, по година дена тимот на Светската здравствена организација конечно успеа да допатува во Вухан, каде повеќе од година дена СЗО бара од Кина да дозволи тим на меѓународни експерти да отидат во жариштето на пандемијата на коронавирусот Вухан, градот Вухан и пред тамошниот пазар и да истражи потеклото, причината и историјата на појавата на коронавирусот. Имено по година дена административни пречки за кои Пекинг вели дека не беа обструкции, туку недоразбирање. Тимот од 13 лекари се упати кон Вухан. Она што се случува во моментов се обструкциите кои Пекинг наводно ги прави на тимот на 13 члени од тим на лекари. Имено двајца од лекари од 13 члени од тим веќе биле задржани во Сингапур на понатамошни тестови. Од друга страна, останатите 11 пристигнаа во Кина, но таму мора да го одлежат оној предвиден 2-неделен карантин, ако се земе во предвид дека тимот на лекарите има точно месец дена да истражи што се случува, а 2 недели во карантин, очигледно малку им останува, барем според извештаите, да откријат што и како ќе направат. Од тимот на лекарите рекоа дека ќе одат до крај, дека ќе се обидат да отидат и на пазарот, дека ќе разговараат со сите таму лица кои работат, живеат, со здравствените власти, со болниците, но останува обвинувањето од Светската здравствена организација дека Пекинг
Допинг се обидува да направи контрола врз оваа истрага. Не знаеме зошто, но сака да ја контролира истрагата и наводно да обструира евентуално некакво ново сознание на тимот на ученици кои повеќе од година дена се обидуваат да пристигнат таму. Овој тим е составен од доста искусни лекари и научници кои имаат големи искуства со истражување на пандемијата, па веројатно Пекинг оттаму и сака да ја саботира, барем според обвинувањата на Светската здравствена организација, оваа истрага. Ќе видиме што ќе се случува во наредниот период и што тие точно ќе најдат, но нивното доаѓање доаѓа баш во времето кога изминатите неколку дена е регистриран најголем број на новозаразени лица од коронавирусот во Кина од почетокот на пандемијата, односно од оној формалниот почеток во март минатата година. Ова нивно пристигнување се поклопува со овој растечки тренд, но и се поклопува со предупредувањето на Светската здравствена организација, која, барем според мене, ми делува многу песимистички, која соопшти по состанокот синоќа дека ни следи нова година, многу потешка втора година во борба против пандемијата, многу потешка од оваа претходната, пред се поради брзо растечкото ширење на коронавирусот и поради бројните мутации кои се создадоа, а за кои сегашните вакцини кои се произведени, некои делуваат, некои не делуваат. Во секој случај, Светската здравствена организација не ни укажа на целата јавност дека според последните информации годината која следува е многу ќе биде потешка од претходната. Тука ќе ги поврзам само и растечкиот број на ново заразени и на ново починати, дури и онаа најава на германската канцеларка Ангела Меркел која најавува дека размислува по новогодишните и божикните празници веројатно е зголемен бројот на ново заразени и починати во Германија, да ја стави Германија во целосен локдаун. Овакви најави имаше и од Соединетите Американски држави, овакви најави имаше. Значи, Соединетите Американски држави се земја со најголем број на заразени и починати во светот, втора е Бразил, трета е Индија, а од Европа се Велика Британија, Италија и Франција. Но она што Германија сака да ја стави во целосен локдаун е онаа математичка проценка дека на милион жители во Германија 15 се починати, наспроти бројката во Соединетите Американски држави кој има најголем број на заразени и починати, а која вели дека има 13 починати на милион жители, што значи дека Германија би можела да биде и покрај тоа што е сега во моментов трета по број на заразени во Европа, по Велика Британија и Италија, сепак се чини дека Германија очигледно стравува дека божикните новогодишните празници кои помина и мерките кои беа на попуштање очигледно ќе го зголеми бројот на ново заразени и ново починати. Германија имаше и рекорден број на смртни случаи, токму и затоа ги наметна, но она што исто така е интересно, Дејан, но накратко за Германија, тоа е дека се подготвува замена во партијата за канцеларката Меркел. Ако не се лажам, тројца се во игра за лидерската позиција. Оно што е интересно, Кристина, барем според мене, е дека Меркел беше на врвот, па потоа малку политичката кариера и отиде во втор план, но изминатиот период пред се коронавирусот и го зголеми рейтингот. И го зголеми рейтингот дотаму што дојде во прашање и дали воопшто треба да се повлече Ангела Меркел, незината претходна наследничка која требаше да биде идната Ангела Меркел, од една експлозивна кариера, од едношка се повлече и даде оставка. Ангела Меркел сепак најави дека не планира да го продолжи својот 14 годишен мандат, таа е 14 години на власт и не сака пети мандат. Потаму за викендот во нејзината ЦДУ треба да дојде до бирање на нејзин наследник. Самата кажа, во игра се тројца мажи, тројца адвокати и тројца католици. Тоа е информацијата која можам да ја соопштам и мињата и не се многу. Да, не ми се допаѓаше во текот на вчерашниот ден како беше срочена оваа вест. Дејан, ти благодарам, оваа тема ќе анализираме и во текот на наредните изданија на утренски брифинг. Допрва ќе дојде во фокусот, но денеска моравме да ја издвоиме како една од поинтересните вести. Ти благодарам за ова вклучување. Благодарам и на вас.